верувам дека сте информирани за иницијативата на оваа влада за вклучување на представниците на помалите етнички заедници со така нерешениот балансер, кој би требало да ја зголеми процентуалната застапеност на помалите заедници во институциите на системот. Ама наместо застапеноста да се зголеми, истата со секој нов конкурс се намалува спротивно на очекувањата и самите услови предвидени во конкурсите. Имено, почитувани новинари, зашто всушност станува збор? Ќе ви наведам само неколку примери. Првиот пример е конкурсот број 2/218, објавен од јавното предпријатие за државни патишта за советник на контрола за сообраќајот и одржување на компјутерска опрема, предвиден за Ром. Примен е од другата етничка заедница, не знаеме од која етничка заедница кој е примен. Погоре наведениот конкурс беше објавен и по втор пат, само за да се елиминира единствениот ром кандидат, кој го задоволуваше сите потребни услови и на негово место беше повторно примен од друга етничка заедница. Втор пример, конкурс во Министерството за земјоделие, на кој исто така беше предвидено вработување на ром, а се вработи друг од друга етничка заедница. И како трет еклантатен пример на непочитување на конкурсните услови е конкурсот број 128, кој 18 објавен од страната на Заводот за статистика за работно место со работник за миграција и статистички регистар на население беше предвиден за Ром. Како согласно конкурсните услови се пријави соодветен кандидат од ромската етничка заедница, а Роман е избран кандидат кој се има јавено на истиот оглас на повеќе работни места предвидени за турчин, за албанец, како и за погоре наведеното место предвидено за Ром. Истата, за да се пријави на сите погоре наведени места, морала да потполни изјава дека е припредник на сите погоре наведени заедници. Конкурсната комисија, која ги имала сите потребни сознанија, постапила спротивно на законот и правилата, слободно можеме да кажеме и кривично дело, примајќи еден таков кандидат кој само за да се обезбеди вработување бил подготвен да се представи секако само да го добие работното место. Сметаме дека сите овие наведени, а и други конкурси за кои немаме сознание, а биле предвидени за припадниците на ромската етничка заедница, треба да се преповторат за да се оствари нивната основна цел, а таа се наведува дека беше обезбедување на соодветна правична застапеност на ромската заедница.